Последните минути од Македонија наутро со гостин овде во студиото 3. Се вика Ивица Стојановски, многу мина го знаат како Фиц, дел од ултрапопуларните Студени нозе. Последниве години со нова музичка приказна, исто така многу добра и квалитетна, која ја гради со бендот The Invisibles. И ние наредниве минути промовираме нешто ново, нешто што сум сигурна дека ќе биде летен хит, ќе ги одбележи наредниве месеци. Добро утро, Ивица, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Кристина. Како ве ословуваат домашните, пријателите? Фиц. Така, добро. Фиц е најбоље. Промовираме нова песна. Кога се слушнавме изминативе денови, се договаравме за гостувањето, ми кажавте, Кристина, имам нова песна, летен хит. Го земав со резерва, морам да бидам искрена, додека него одгледав и слушнав вчера. И многу ми се допадна, честитки. Така е, спотот си го направи своето, како беше на видео Kill the Radio Star. Ја тоа не го измислив и вистина е така, песната е фанки, брза, летна, со добар текст. Младост лудост, само со спотот ја подбутнавме уште да е помокна и повесела и поразиграна. Баш летно. Да, ќе ја слушнат и нашите гледачи, можеме додека разговараме и да ја гледаме како видео материјал, а потоа и комплетно ќе ја слушнаме. Оно што ме интересира, кој е тимот кој стои зад Младост лудост? Тимот е мојот бенд, иначе песната е на мојот бубњар Сашко Стојановски, поздрав до него, дечкото ме погоди, максимално, стално ми викаше, бе, тие спорите ствари, све окей, вика, ама тебе ти лежи, бе, брат, нешто по-брзо, вика. Ја ке ти направам песна и човекот ме трефна. Не е дека другите не ете, мој Фице на Венко Серафимов, прекрасна номера, ама ете, поспора, блузерска, некој рецитал беше тоа, па да дојдеме до Марија, нели, да спомнеме и незе предходнава, пред само, таа е пред неполна година, 6-7 месеци од тогаш. Значи, тоа не е старо, тоа е старо ново. За да дојдеме до Младост лудост, ете нешто од навистина летно, фанкерица, добра, брза. Од Студени нозе до оваа нова приказна помина еден известен... По 30 години. Да, известен, сериозен период. Ако не и поек. Очекувавте ли вака добро дека ќе реагира публиката по 30 години повторно на музичката сцена? Одлично реагираат, навистина. Секоја песна е слушана и прифатана и... Кристина, знаеш, денеска младите слушаат друга музика, прават други музики, таму се дугмет овака и се прави музика. Ова е, у позадина е бенд цел. Тоа се атоми од луѓе дошол, значи ние снимавме на најновата бубањ, бас, гитари, сите инструменти, труби, тромбони, саксофони, све е уживо. Значи инструмент по инструмент. За да дојдеме до финалниот овакво материјал. Со вокалот, го испеа вокалот, вокалите пратечи, меѓутоа тоа све е живо од музичари вистински, што си ја знаат својата работа. Ова исто вака звучи и на сцена, кога настапуваат. Ете го слушав солото на професор Зоран Костадиновски Зоче. Да го поздравам мојот бенд, да ги поздравам сите овие трубачи, девојките што играа, они се профи. Секој викенд ги носат во кабарето, во Битола, таму денсаат, играат и како и да си го нарекуваат тој момент на движење нивно. Да ги поздравам трубачите од ЗДЖМ оркестарот, мислам трубачите, дувачката секција, Трајче Велков, како беше, не ми текнува сега, саксофонистот Кузмановски, Кирче и... Вака се правеше музика во старите добри времиња, кога ќе почнете да набројувате да нема крај на листата. Ама не може 15-20 души се, затоа викам да не изломам некој поздрав до сите нив. Но, коригирајте ме ако грешам, мојот впечаток е дека има нов и модерен призвук, но сепак потсетува на оние стари добри времиња кога се правеше квалитетна музика, се внимаваше на секој збор од текстот, се внимаваше на визуелниот момент, комплетен пакет да има. И во самиот текст, именно тоа, и во самиот текст се спомнува баш во песните во Студени нозе, има некои досетки такви што потсеќаат на тие времења и на тие хитови кои што нема свадба и забава без нив ден денеска.
токму така. Значи тоа се повеќе од 30 години. И не можам да не прашам, македонската музика мора да има место каде да се промовира и слуша. Тоа не се само културните настани, пошто веќе ги има во текот на целото лето. И ние како медиуми сме платформа своевидна за промоција. Има ли доволно простор? Па мислам дека да нема, за жал само летно време. промовира? Еве сега ни почнуваат нас настапи, концерти, на тие питијади, пастромелијади, пиволенд, виноскоп, не знам, општините прават, меѓутоа тоа е само летно време. Зимно време нема ништо. Медиумите, спот и да го покажеш ти еднаш, два пати, три пати, тоа не е доволно. Не знам, за тоа треба да се размисли малце посериозно и по-професионално. И па морам да го споменам она минато време, целата приказна која што ја градеше Студени нозе и повторно оној простор за да дојдете на сцената со нешто ново. Ви беше ли товар на плеки сето она што го создававте порано како музика, за да ја продолжите музичката? Не ни беше, ние бевме млади, полетни, уживавме у тоа, го носевме тоа. А сега ви беше обврска кога се вративте назад? Дали ќе биде слушано, дали ќе биде прифатено? Па ми дали публиката ќе го сака со иста мера? Знаеш како размислувам? Ако не сега, ќе ја разбудам со новата. Ако не ја разбудам со новата, ќе ги разбудам па со третата нова. Што спремам албум, ова ми е веќе трета, нели е мој фиц беше првата од Венко, Марија моја и на Никола Бочваров Ципко, Младост, лудост. Другата е наредната е спремна која што излага пред нова година. И уште 3-4 нови и ете го албумот, мојот прв солистички. И го чекаме со И нетрпение. воопшто не ми е терет, нели, апропо муабетот, не ми е терет, уживам у тоа. Морам да забележам дека често имаме средба со музичари кои ни доаѓаат овде во утринската програма. Нека и секого го забележуваме ентузијазмот и желбата која што има кај вас. Голем тоа од вашите колеги се навистина разочарани, веројатно и времето си го носи тоа и Може сум и ја на некој начин Не, звучите на разочаран, вистина оптимист. меѓутоа ја верувам у себе, музиката од е каде во трпите мене. оваа енергија позитивна? Ја носам од мали ноги, пеам цело време, мојот живот е тоа, музика, хумор, деца, фамилија, сродни души, природа, животни, флора и фауна. Тоа е тоа, верувам у себе и нема зид, нема препрека што нема да ја срушам, барем у музичките води. Кога сме веќе кај насловот на песната Младост, лудост. Младост, да, лудост. кои се оние моменти? Памет никако не доаѓа, извините, прекинав. Паметот дојде, паметот си дојде. Кои се знам дали моментите баш. од младоста кои што еве во моментов ако треба да вратите спомени, ви се омилени, со радост се сеќавате? Ја ден денеска си ги правам тие у моето секојдневие. Секоја чест. Ги имаше многу тогаш, меѓутоа не можам да се сетам сега у моментов. Јас Ја се уште ги живеам тие. ви се Си ги воодушевувам правам од одново и одново и одново и одново. Тоа се гледа и у тоа е спотот, рецептот. верувам ќе ми се допадне. Да. Само да кажам дека спотот ми го сними мојот драг пријател и професионален камерман и другар од Рики Пеовски, подпомогнат од Кристијан Теодоров и од Александар Паунов Леце. Поздрав до сите нив. Верувам дека ќе уживаме у спотот и дека ќе се врти, ама баш цело лето. И јас искрено се надевам, ако ништо друго, и ќе се врти на првиот канал на македонската телевизија, ветувам, бидејќи на вистина заслужува медиумско внимание. Фала ти, Кристина, на поддршката, фала на МТВ за поддршката. Ќе се видиме пак ќе дојдам за брзо со новата ствар да, и чекаме. таа е опасен хит. Толку. Во меѓувреме уживаме во сите изминати и во Младост, лудост. Добро, останувајте сите вие што не сте станати, затоа што стварно ќе ве размрдаме ова е сега моментот. со добар ритам. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ве задржуваме заедно сите, гледаме, слушаме и уживаме во Младост, лудост. Воедно го заокружуваме и денешното издание на Македонија наутро со добра музика. Имајте убав викенд. Довидување. Живеевме во друго време, налетував, а не бев среден. Проблем си ми ти број еден. Памет никако не доаѓа. Одевме во парк и на водно, птици шума беше многу згодно. Со југото на чале спортско.
ni koji kamati, za tije pusti rati. Pamet nikako ne dovalja. Život teče brza reka, bitno doma koji te čeka. Iskrena je ta sreća. Barem se ergen mamona šeta.